Значи денеска се одржуваше девета седница по ред и на дневен ред има точки за подземни контейнери, 22 подземни контейнери ќе бидат ставени низ градот, локациите ги знае секторот на урбанизмот, подетално се зборуваше тука и имаше точка за суспендија на детален урбанистички план за блок 57. И другата точка е иницијатива за нов урбанистички детален план за блок 57-57А. Значи не е донесена одлука за нова. Да бидеме јасни, е иницијатива. И за една година треба секторот за урбанизм да го изработи, да го донесеме во Министерство за транспорт и врски, па да донесуваме нов детален урбанистички план. Проблемите што ги имаше, што Комисијата за урбанизам ги видеше таму стаени, се многу што повише беше јавниот интерес уништен, повише беше фаворизиран приватниот интерес. 16 беа са, 12 беа возршени, тие се од старото мнозинство и затоа пошто во минатиот мандат оние го гласеа, ја претпоставувам и мислам дека оние го тера тој начин на работа, сака да бидат со минатиот урбанистички план. Меѓутоа, стварно дека тој план не е добро ниту за градот, ниту за граѓаните, ниту за општеството каде што ние живееме. Новиот план ќе има 20% површина на зеленило, ќе има место за паркинзи, ќе има исто градба, но ќе има помалце површина за изградба. Тоа што не е направено, односно што лошо е направено, се многу работи кои треба да ги поправиме. Денеска беше една од тие работи. Значи, ние работиме интензивно за да имаме градски превоз кој ќе биде во служба на граѓаните. Пропустите се организациони, пропустите се од финансиски план, не е направен план како ќе функционира. Предпријатието било фантомско, немало вработени, немале соодветни дозволи за функционирање, немале гаража кај да паркира. Знаете дека и сега се времено во противпожарната служба, ништо немало, а автобусите функционирале по градот. Значи, тоа е најлош пример како треба една јавна услуга да се понуди на граѓаните. Работиме интензивно и што побрзо ќе бидем подготвени, ќе бидете информирани.